вечер! Добро вечер, ВМРО ДПМН! Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, победнички аеродром. Победуваме! Победуваме! Готови се манипулантите, готови се оние кои си поигруваа со народот цели 2,5 години. Драги пријатели, 2,5 години неизвестност, 2,5 години уцени, кризи, 2,5 години на постојани напади, обвинувања, уцени, платенички револуции, фабрикување на афери, фарбање на државниот имот, имотот на граѓаните, време на заплашување, напади врз полицијата, партнерство со разни криминалци, чаушевци, верушевци, создавање на нелагодно чувство дека некој сака да им ја одземе државата на граѓаните. Заев ја прифатил таа неславна улога во историјата. Да биде човекот кој ќе спроведува сценарио, чија крајна цел еве се надзира и веќе се гледа. Тој уште на почетокот си кажа дел од сценариото, кога ја извести јавноста дека морало народот во Македонија да е свитка кишмата. Така стартуваше. На почетокот тој дел ни го кажа, таа работа ни ја кажа, што планира во однос на националните интереси, идентитетот, името и така натаму, кога ја информира македонската јавност дека морало Македонија да е свитка кичмата. Потоа замолче на таа тема, продолжи со сите овие манипулации, уцени, деструкции и полека работите излегуваат на површина. Народот 2,5 години, како на филмска лента, ја гледа сета деструкција. Луѓе водени од желбата да дојдат на власт, по можност да ја заобиколат волјата на народот, волјата на граѓаните, одработувајќи на штета на сопствената држава. Ако некој тогаш се двумеше и не му беше јасно кога говорев дека се работи за сценарио многу поголемо од Заев, чија цел е наше закрвување, слабење на државата со цел редефинирање, сега веќе се е јасно. Па треба ли повеќе работи да ни каже овој човек, почнувајќи од виткањето на кишмата, па преку овие 2,5 години работите што ги изнакажа, вклучувајќи ги последните неколку недели, за да ни стане јасно. Работите се сложуваат како парче мозаик и секој од вас може да ја види големата слика. Нема веќе завиени форми. Директно Заев си го соопштува планот. Редефинирање на државата, најпрво отворање на уставот, па сега во паника вика немало да го отвора, правење на некој нов рамковен договор, овој бил недоволен, требало нов, воведување на двојазичност на цела територија, и во Струмица, и во Делчево, и секаде. А потоа, чекор по чекор, создавање на федерални единки, на кантони, по примерот на Швајцарија. За оние што не се запознати што се кантони, што се федерални единки, само да споменам дека тоа се држави во држави. Држави во држави кои во секој момент со референдум имаат право на отцепување. Тоа ли го сакаме ние? Да дојде ситуација после 5, 10, 15 години, некој кантон да донесе одлука да се отцепи, да се смали државата Република Македонија. Тоа ли идејата? Сценарио многу опасно за државата и иднината на сите граѓани. Но човекот ја прифатил таа улога и ќе си ја носи. Но во оваа држава има народ кој, иако не го прашува што сака, многу добро знае и гледа што се прави. И гласот на тоа тивко мнозинство доаѓа. Одговорот стига на 11 декември, кога ќе го казни СДСМ и ќе доживее тежок пораз на изборите. Затоа што овој народ
И нам ни е важно во каква држава живееме и каква иднина им оставаме на своите деца. Тоа му е важно на овој народ. Бидејќи Заев е нели по плановите и на сите нас мисли и живот да ни дарува, човекот, она за што зборуваше повеќејазичност и кантонизација, си го напишал и во памфлетот, кој го нарекува план за живот. Нивниот план за живот е план за реорганизација и зголемена надлежност, како што велат, на територијалните единки, кои практично би станале автономни целини. Тоа е планот на Зоран Заев. И тоа го пишува во нивната програма. Па така, СДСМ нуди во својата програма комплетно минување на ликот на државата. СДСМ нуди отворање и редефинирање на организацијата на безбедностните структури. Зборувам што пишува во нивниот памфлет, кој го нарекува дека бил за живот во Македонија. Значи, редефинирање на организацијата на безбедностните структури, моделот на образованието, културната политика, образованието и локалната самоуправа. Сите суштински елементи на Македонија, како што денес ја имаме унитарна. СДСМ понатаму предвидува трансферирање на дел од надлежностите на полицијата. Внимавајте. Во нивниот памфлет кој го нарекува за живот, СДСМ предвидува трансферирање, пренос на дел од надлежностите на полицијата од централно ниво на ниво на тие региони или како ќе ги наречат федерални единки или кантони или можеби ќе смислат и некое трето име, затоа што овие имиња малцин се искомпрометирани. Значи, планираат пренос на дел од надлежностите на полицијата околу одржувањето на јавниот ред и мир и собраќајот од централната на локалната и регионалната власт. Со други зборови, формирање на локални полиции во градовите. Но не само во Скопје, не само во некои градови како што се Прилеп, Охрид и така натаму, во сите, во секоја општина, и во Тетово, и во Гостивар, и во Дебар, и во Кичево, Струга, Чаир, Бутео, Липково или Рачиново и така натаму. Значи, надлежностите на полицијата од централно да се префрни на локално или регионално кантонално ниво. Па сакајќи да го погоди теркот на Швајцарската федерација, со која патем решено не можеме да се споредуваме, бидејќи таму имаат по 60.000 евра по глава на жител, и тоа е тоа што најмногу ги соединува и ги држи заедно. Но сакајќи да го погоди во овој дел теркот на Швајцарската федерација, напишале дека ќе создадат политипни самостојни општини. Политипни самостојни општини. Ќе ја менувале и културата, која до сега била етноцентрична, а според нив со тоа била и штетна. Ова во превод значи дека им сметаа спомен обележјата на илинденците, на партизаните, кои патем се од различна етничка припадност, но сите биле големи поради својата историска улога, им сметале музеите, новите театри. Потоа во планот за дарување на живот, Заев и неговите ги препишале изјавите за двојазичност и напишале дека ќе бидат стимулирани проекти за мултикултурно дружење и меѓујазична комуникација и во повисоките степени на образованието. Значи, во повисоките степени на образованието. СДСМ предвидува децентрализирање и на социјалната заштита, децентрализирање и на управувањето со земјоделското земјиште, децентрализирање на управувањето со шумите и децентрализирање на управувањето со пасиштата и со други работи. Скандалозно и опасно е за еднината на нашата земја. Сите кои предупредуваме на ова опасно сценарио и не се согласуваме со вакво рекомпонирање на државата, нејзино разградување, ние сите што сме против ова, Заев не нарекува националисти. Зошто? Затоа што си ја сакаме државата, унитарна, суверена, цела во овие граници. А Заев бил со современи и модерни сваќања, бидејќи тој ги следел терковите. Епа Заев, баш пробај ова твое сценарио да го продадеш и извезеш во некоја друга напредна европска земја која е унитарна и која е суверена. Тогаш,
ако успееш пеки, може би и ќар да испадне за него, па да го патентира, ама нема да помине никаде. Никаде на друго место ова што го предлага сега во Македонија. Никаде. На Балканот, драги пријатели, ова сценарио однадвор беше насадено во Босна. Ги гледаме проблемите во Босна секој ден. Заглавени, со закони, со управувањето, со се. Тешко функционираат. Еве го кантонизирањето на Балканот како изгледа. И секој ден слушаме како некој од кантоните сака да се прогласи за независен и да излезе од Босанската федерација. Тоа ли сакаме и во Македонија да ни се случува? Секоја вечер слушаме како делови од кантоните во федералните единки во Босна бараат одцепување, ќе правеле референдум и така натаму. И еден ден, може би тој ќе успее таму. Не ни треба таква работа. Си имаме соживот меѓу македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власи, останати. Зошто некој сака да ни го промени и да ни го уништи сето тоа, да не закрви, да почнеме да се расправаме овој кантон, оној кантон, ова федерална единка, ваков референдум, таков референдум. Може би некому од надвор тоа ќе му биде корисно заради некоја негова цел. Ама не ја гледам целта на нас, граѓаните на Македонија, на сите македонци, на сите албанци, кои што сакаат да живеат во оваа држава, не во некоја друга. На сите други, турци, роми, бошњаци, власи, срби. И сега, драги мои, ќе се вратам на почетокот и ќе повторам дека по се што изминавме, нема двумење. И сликата за тоа, кои беа причините за се што се случи во овие 2,5 години, е кристално и многу јасно. Но исто така, знам дека ќе се случи во периодот што следи, 11 декември, е времето кога следи одговорот на народот кој се досега бележеше и следеше. Тоа е оној тиво глас на мнозинството, кој ќе рече стоп на ваквите политики, кој ќе рече да за Македонија која оди напред, која создава шанси, која дава можности, која реализира проекти, одговара и ги решава проблемите на народот и на сите граѓани во Македонија, и на македонците, и на албанците, и на ромите, и на србите, и на бошњаците, и на власите, и на сите останати, турците и така натаму. Сега новата стратегија, драги пријатели, име нас да не нарекуваат националисти, затоа што се спротиставуваме на ова сценарио кое носи кон разделба на државата, односно на делови од државата. Не сме ние националисти. ВМРО ДПМН со себе ги има заедно партиите од сите етнички заедници. Сите ромски партии се со нас. Имаме турски партии со нас, имаме бошњачки партии со нас, имаме од сите националности. Имаме членови на ВМРО ДПМН албанци. И зошто не сме ние националисти кога даваме повисоки субвенции на сите земјоделци, како на македонците, така и на албанците? Што не наречат националисти кога ги зголемуваме пензиите на сите граѓани на Македонија подеднакво, кога ги зголемуваме платите во јавниот сектор, кога правиме мерки со кои се подобрува животот на сите граѓани? Што не бев јас наречен националист кога отрчав прв во Шипковица да им помогнам на тие луѓе таму што беа во мака и што ги беше снашло тоа со поплавите што ги снајде? Што не бев националист кога бев во Речиса да помогнам? Што не бев националист кога одам по сите села, не гледајќи ги луѓето што се по националност, дали се македонци, дали се албанци, дали се турци, дали се роми, дали се бошњаци, и гледам да помогнам секому, затоа што сите ние делиме заедничка судбина во оваа држава. Но некој друг сака да не раскара, некој друг сака да ни вметне нешто што некои радикални структури во иднина ќе сакаат да го злоупотребат и да не закрват, и да ја растурат државата. Затоа сега почнуваат нас да не нарекуваат националисти. Оние кои исполнуваат туги сценарија, кои работат за туги интереси. Оние кои што им ветиле некои од горе дека ќе ги прават премиери, а не гледа дека народот е тој кој треба да те направи премиер.
Драги пријатели, стратегијата на опозицијата е многу провидна. И затоа народот ќе си го даде својот одговор. Тој одговор ќе биде силен, затоа што ваквото погубно сценарио кое го спроведува Заев мора да биде стопрено само преку освојување на 63 пратеници во парламентот, 63 пратеници за ВМРО и коалицијата за подобра Македонија, кои ќе обезбедат сигурност и нема да не направат зависни, ниту пак уценети од некого. Драги пријатели, стратегијата на опозицијата е многу провидна. Тргнете ги настрана, навредите. Тие се обидуваат со други работи да ја заскрие таа стратегија, да стават магва, народот тоа да не го слуша, да слуша друго. Тргнете ги настрана, навредите, кои на дневна основа ги добивам јас лично и моите соработници, лично од Зоран Заев и од неговите соработници. Тргнете ги абстрактните поими за тоа дека план за живот ќе дарел Заев и љубов ќе ширел, како и активностите на неговата испостава СЈО. Тргнете ги овие работи настрана, погледнете големата слика, ќе забележите дека тие се подпираат на една гола реторика, дека нема ништо за граѓаните. А ако може да испровоцираат некаков инцидент или да испарваат некој билборд, за нив најдобро ќе биде и ако може до крајот на кампањата само за тоа да се збори. Тоа им е целта. Го сваќам дека не му е лесно на Заев. Човекот се мачи, се поти, се грчи. Како ли им каже на своите дека по 2,5 години најцрна кампања, каква Македонија досега не видела, доживува фијаско. И џабе беше насилство, џабе беа платениците, џабе беа организациите на оној светскиот така наречен филантроп и неговите пари. Џабе беа обидите за закрвување. Народ не ги сака и изборите ќе ги загубат. Не е до голата реторика, туку народот бара работа, бара проекти, бара посветеност и бара конкретни работи и решавање на нивните секојдневни проблеми. Зборовите за тоа дека живот ќе дарел не ги решаваат предизвиците со кои се соочува земјоделецот во Македонија, независно дали е тој македонец, или е албанец, или е турчин, или е ром, или е србин, или е турчин, или е бошњак. Нема да му ги решат тие голи реторики неговите проблеми. И не дава иднина ниту на работникот, независно од која националност е, дали е албанец или е македонец. Или пак сигурност кај младиот човек, и кај македонецот, и кај албанецот, и кај сите. Она што решава проблеми се проектите и многу работа, многу труд и посветеност каква ние застапуваме целиот период од нашето управување со државата. И кога веќе го спомнавме така наречениот филантроп, оној кој неговиот застапник во Македонија и главен спонзор на Заев, видовме како е збогати идејата на Заев за рекомпонирано општество кое треба да биде кантонално уредено. Тој човек деновиве доби златен орден за заслуги, затоа што помогнал во овие процеси уште во 2001 година, а очигледно помага и сега. Си го зема орденот понизно, се заблагодари пред целата македонска јавност во сред Скопје, си го стегна, си го грабна орденот. Зошто? Затоа што помогал во конфликтот, затоа што сега помага кон разнебитување на Република Македонија. Жив среќен што го наградиле со орден. Срамота. Срамота. И веројатно во оваа прилика Заев е сега љубоморен што не доби ваков еден орден тој. Ама не е важно, важно тука во кланото станува. Дали е Заев или овој локален филантроп, исто е. Кај нив е. Во екипа е. Зошто според Заев, нели, сега му е мајката да се направат промените и да се редефинира државата. На што ние му одговараме дека
Сега му е мајката да го добие одговорот од народот на 11 декември. За се она што го правеа во минатото и уште повеќе за она што планираат да го прават со Македонија. Чувствувам исто така како чувствувам како да Заев би бил најсреќен да му одговориме на неговите ниски удари, на неговите навреди, да му одговориме во исти стил, политички празни говори. Но сето тоа е магла. Не може да не одврати да збориме и да разговараме за она што е вистинска потреба на граѓаните, за она што ги решава проблемите на луѓето и носи напредок. А тоа е нашата програма, која е необемна, најквалитетна, со над 500 страници, конкретни проекти за развој на државата, за решавање на проблемите на луѓето, на компаниите, за намалување на невработеноста. Ке зборам и денес за покачувањето на платите, на пензиите, на социјалната помош, за мерките во земјоделието, во здравството, за патиштата и сообраќајниците, за проектите кои го прават животот подобар, кои го прават животот поквалитетен. Не смееме да му наседнеме на неговата реторика, на неговите навреди, на неговиот долен стил и на неговиот обид да не дефокусира од она во што ВМРО, ДПМН и коалицијата се најсилни, а најсилни сме во решавање на проблемите на овој народ, на овие граѓани. Преку многу проекти, преку многу дела, преку многу мерки, преку многу чекори кои ги има во нашата програма. Како што тоа го правевме и досега, како што направивме многу работи во оваа држава, како што донесовме 2 милиарди и 600 милиони евра странски директни инвестиции во Македонија, како што капиталните расходи во буџетот нараснаа на 32% минатата година, а беа многу мали во минатото кога СДСМ беше на власт. Како што ветивме и обезбедивме поволни финансиски средства за македонските компании во сред глобална и европска криза. 350 милиони евра по 5,5% камата им ги ставивме на располагање кога банките ги качија кредитите на 9, 10 или 11% и кога беа пред колабирање. Тоа не може да го заборават македонските компании и вработените во нив. Тоа ги спаси многу од нив. Како што го укинавме данокот на добивка за микро и мали бизниси со приход до 3 милиони денари. Значително ја подобривме бизнис климата. Дојдовме од 94-то место во светот на 10-то во светот и 5-то во Европа според добрите услови за правење бизнис. Тие не сакаат за ова да говориме. Сакаат да се навредуваме, да се закрвуваме, да го спуштиме нивото и да збориме гола реторика, голи фрази кои ништо не значат, кои немаат ништо конкретно во нив. Не сакат народот да се потсети дека најдобриот резултат во извозот на Република Македонија од осамостојувањето досега беше минатата година, кога достигна 4 милиарди и 50 милиони евра, а оваа година сме на добар пат да постигнеме нов рекорд во извозот од Република Македонија кон странство. Не сакат да се потсетиме дека наследивме држава со 38,7% невработеност, највисока во Европа. Ја дотеравме до 24% и покрај големите европски и светски кризи, и покрај политичката криза во Македонија. И продолжуваме да ја намалуваме. Отворивме 160.000 нови работни места. Бегаат од таа тема, затоа што во нивно време се затвораа работни места и растеше невработеноста. Само во овие 2,5 години, драги пријатели, откако Заев ја отвори кризата, вработени се нови 39.000, односно 39.000 новоотворени работни места. Само во овие 2,5 години. Од оние 160.000, 39.000 се во овие 2,5 години, кога Заев правеше се да ја разнебити Македонија. Ја зголемивме просечната плата во Македонија и таа сега изнесува 20.715 денари. Зголемена е за 67%
од времето кога дојдовме во владата, кога беше околу 13.000 денари. Сега е без малку 23.000 денари просечната плата. Ги зголемивме пензиите. Просечната пензија ја зголемивме за 70%. Најниската пензија ја зголемивме за 90%. Бега Заев од тие муабети. Бега од тој диалог и не сака за тоа да се говори во јавноста. Сака да се зборува за празни теми, за голи реторики, дека ние сме упропастиле државата, а тој ќе оправил. Такви голи фрази. Како ќе оправи, не знаеме. Бега и од тоа дека социјалната помош во Македонија ја зголемивме за околу 70%. Успеавме да изградиме или доградиме 74 нови и комплетно да реконструираме 400 основни и средни училишта, за што инвестиравме 50 милиони евра. Преведовме и испечативме 1000 стручни и научни книги и учебници од 10 највисоко рангирани универзитети во светот, за да можат нашите студенти да учат од најквалитетните учебници во светот. Најврвното знаење, најврвната наука. Тоа го нема никаде во неговите говори. Опремивме и купивме нови 80 лаборатории во вредност од 1 милиарда и 600 милиони денари. Ги снабдивме универзитетите со нив, да може да извршуваат научни трудови, да може и бизнисот да ги користи, и студентите, и професорите. Ги намаливме квотите за партиципација за студирање на символични 200 евра годишно на универзитетите и 400 со партиципација. Беа помеѓу 600 и 1200 евра приходно. Овозможивме воведување на над 20 нови авионски дестинации кон Европа. Претходно немаше ни 15. Нови 20. За да може граѓаните да имаат директна конекција, речиси со сите позначени градови во Европа. Ја изградивме националната арена Филип II во Скопје. Изградивме над 50 фудбалски терени низ цела Македонија. Изградивме 56 повеќе наменски игралишта. Изградивме околу 100 спортски сали, со што обезбедивме и подобри услови за спорт и рекреација на повеќе од 40 ученици, но и рекреативци меѓу сите граѓани на Македонија. Изградивме 46 нови детски градинки, а 23 од нив се изградени само во последните 2 години. Обезбедивме здравствено осигурување за сите граѓани на Република Македонија. Извршивме повеќе намалувања на цените, 10 намалувања на цените на лековите. Во времето на СДСМ само растеа цените на лековите. Во времето на ВМРО само паѓаат цените на лековите. Се намалија цените на 4700 лекови. Годишно, после ова намалување на цените на лековите, 33 милиони евра остануваат во джебовите на граѓаните, наместо во джебовите на фармацевските гиганти во Македонија, блиски до СДСМ. Тоа е разликата меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Набавивме најсовремена медицинска опрема, каква што никогаш немала Македонија. Набавивме 70 нови современи амбулантски возила и редица други работи. Еден од капиталните проекти во Скопје е тоа што започнува градбата, сега е во тендерската процедура, на комплексот клиники Мајка Тереза, во кој ќе се вложи 70 милиони евра, за да добие Скопје и Македонија терцијално здравство како што заслужува, најмодерно, најсовремено. Вкупно, заедно со опремата и целото модернизирање на тој кампус, ќе се инвестираат 128 милиони евра во наредните 3,5 години. 70 милиони евра за објектот, вкупно со се модернизацијата и опремата 128 милиони евра. Тоа е ВМРО ДПМН. Со тоа се занимаваме ние. Предвидуваме обновување на универзитетската клиника за кардиологија, комплетна реконструкција. Реконструкција на клиниката за инфективни болести, на болницата Свети Наум Охридски или Стара Градска, на Општата болница 8 септември и на уште многу други болници широм Македонија, како и речиси
на сите амбуланти во Скопје, за чие реконструирање ќе инвестираме 3,5 милиони евра. Тоа е она што ние го предвидуваме во нашата програма, а не кантонизации, регионализации или не знам што. За студентите, со новата програма, ќе овозможиме вработување на 4-часовно работно време преку мерката part-time, со ослободување од плаќање придонеси, и при тоа нема да го изгуба статусот на редовен студент. Ветуваме вработување на најдобрите 100 студенти од јавните универзитети во Македонија веднаш по нивното дипломирање во јавниот сектор. Ќе се набават над 3700 наистовремени медицински апарати и опрема, од кои околу 1/3 ќе бидат во Скопје. Ќе инвестираме во современ електронски систем за образование кој ќе содржи интерактивни училници, опремени со компјутери, интерактивни табли, пристап до интернет. Инвестиција вредна 17 милиони евра во првата фаза. Ветуваме отворање на нови 140 градинки. Ветуваме исто така изградба на безмалку целиот гасоводен систем во Македонија, вклучително и носење гасовод до Струмица, таму каде што го нема, а ЗАЕ вели дека го има затоа што носи некој скап газ со цистерни и цената е повисока отколку цената на електричната енергија, па затоа домаќинствата во Струмица не го користат, а училиштата бидејќи се под него сакаат некојат поскап, не поскап, мора да го користат. Драги пријатели, работиме на работи како што се градба на нови училишта. Планирани се градба на 18 нови училишта. Предвидуваме субвенции за набавка на електрични возила со цел намалување на штетните издувни гасови и за намалување на бучалата во урбаните средини. Ќе намалиме и цената на електричните автомобили преку ослободување од царина и намалување на ставката на ДДВ од 18 на 5%. Дополнително, ќе субвенционираме купување електрично возило со доделување на неповратни 3.500 евра и 5.000 евра во зависност од вредноста на возилото. Значи, ќе се субвенционираат и подржат со 3.500 евра и 5.000 евра сите кои во иднина ќе купат возило, електрично возило кое се движи се полни на струја. Исто така, заедно со градот Скопје, ќе набавиме 50 за почеток, 50 нови автобуси на електричен погон, а потоа чекор по чекор ќе ги замениме во наредните 10-15 години сите останати автобуси и сите ќе бидат на струја. Покрај ова, ќе ги субвенционираме граѓаните кои за прв пат ќе инсталираат плински систем во автомобилите, со доделување ваучери од 300 евра, за набавка на плински уреди за автомобилите со Евро 0, Евро 1, 2 и 3 стандард. И тие ќе се распределуваат на јавен повик секоја година. Сето тоа ќе допринеси за почист воздух, за помала бучава и ќе го модернизира сообраќајот и во Скопје и во Македонија. За децата без родители, покрај грижата за нивно вработување, а тоа е проектот Д10, со кој што секоја година вработуваме меѓу 30 и 60, некогаш и повеќе деца излезени од дом за деца без родителска грижа. Покрај вработувањето, продолжуваме и со решавање на стамбеното прашање, а ќе го зголемиме и правото на еднократна парична помош за овие деца за цели 50%. Односно, износот што сега го добиваат по наполнување на 18 години ќе порасне за 50% и ќе дојде до 270.000 денари или 4.500 евра исплатени еднократно кога го напуштаат домот за деца без родителска грижа. Да ве подсетам, кога дојдовме во владата, добива само 18.000 денари. Потоа тоа го зголемивме на 3.000 евра, а сега на 4.500 евра. Тоа е нашата грижа и за нив покрај вработувањето во јавниот сектор. Предвидуваме зголемување на платите во јавниот сектор. Постепено до 2020 година за најмалку 10,25%. Предвидуваме зголемување на пензиите до 2020 година постепено во 2 наврати по 5% за вкупно 10,25%.
Предвидуваме зголемување на социјалната помош за цели 50% во наредниот 4-годишен мандат. Во наредните 4 години ќе го продолжиме трендот на усогласување и зголемување на платите за преку 3.500 вработени во детските градинки. Значи ќе дојде до нивелирање на платите на воспитувачите и другите вработени во детските градинки. Тоа се 3.500 вработени. Драги пријатели, во аеродром имавме многу проекти. Нема да се задржам на нив, ги знаете, но ќе се задржам на некои нови. Во аеродром се планира во наредниот 4-годишен мандат градба на затворен пливачки базен со ватерполо димензии, кој што сигурен сум дека е добредоден за граѓаните и на оваа општина и на другите граѓани од Скопје. Ќе изградиме целосно нова гимназија во општина Аеродром. Ветуваме и изградба на нов училишен објект за основното училиште Димитар Македонски, зашто подготовките се во самиот финиш. И тоа училиште многу брзо ќе почне да се гради. Во населбата Горно Лисиче, во кој ќе вложиме 1,2 милиони евра. Продолжуваме и со реконструкциите на училиштата. Ќе ги реновираме основните училишта Блаже Коневски, Љубен Лапе, Лазо Ангелевски во Ново Лисиче и Гоце Делчев во Горно Лисиче. За овие реконструкции ќе вложиме преку 50 милиони денари. Во новата програма планираме градба на спортска сала во основното училиште Гоце Делчев во Долно Лисиче. Инвестиција вредна 20 милиони денари. Во општина Аеродром предвидуваме изградба на 4 нови детски градинки. 4 нови детски градинки во општина Аеродром во наредниот мандат. Жителите на Аеродром имаат голема потреба од детски градинки и ќе добијат 4 нови детски градинки. Во Аеродром предвидуваме изградба на нов парк, чиј инвеститор ќе биде АД Елем. Овој капитален проект ќе се реализира по примерот на светските реномирани енергетски компании, кои покрај производството на енергија вложуваат и во заштита на животната средина и создавање на нови зелени површини. Тој ќе биде втор голем парк во Скопје после градскиот парк, кој е околу 50 хектари, овој ќе биде 25 хектари и ќе биде втор голем парк за Скопје. Предвидуваме отворање на дневен центар за деца со пречки во развојот. Предвидуваме изградба на приватен, да овозможиме градба на приватен дом за повозрасни лица. Ќе отпочнеме градба на 35 станови кај реонски центар во вредност од 1,6 милиони евра во рамки на проектот за стамбено необезбедени лица, млади брачни двојки, лица со посебни потреби, самохрани родители и други лица. Дополнително, ќе изградиме и 48 станови во вредност од 148 милиони денари наменети за комерцијална продажба. Ќе се асфалтира улицата Тодор Чангов на потегот од булеварот Фебруарски поход до улицата Ѓорги Капчев во должина од 1 километар. Ветуваме и довршување на реконструкцијата на водоводната мрежа на улицата 1 во Долно Лисиче. Ветуваме градба на едно повеќе наменско и 5 баскет игралишта во општина Аеродром. Со проектот Рурални развојни зони, во кои се дават посебни привилегии на тие што ќе инвестираат во тие места, ослободување од даноци, финансиски грантови и слично. Го офаќаме и населеното место Долно Лисиче во општина Аеродром. Со овој проект за лица кои сакаат да отворат бизнис во овие подрачја, предвидуваме даночни и други ослободувања, како и директна финансиска помош за оние кои ќе градат погони, фабрики, хотели и било кои други капацитети кои што ќе вработуваат луѓе. Имаме и други проекти за Скопје и за Аеродром, но верувам дека ќе ги погледнете во нашата програма. Почитувани присутни, дозволете во оваа прилика да им се обратам на вработените. Вие кои многу добро знаете да процените кој може да направи повеќе за вас и за вашето семејство, кој може да ги реши проблемите со кои се соочувате.
Ке слушнете постојано ветувања дека приходите ќе ви пораснале на 1000 евра по семејство. Ке слушате и дека ќе имате дупла плата, но најдобро знаете дека кога тоа СДСМ го ветува, нема ништо од тоа. Тоа е проверено, дека нема да се оствари. И замислете, тоа го кажува човек кој во исто време, кога ветува дупли плати, вработените во неговите фирми ги држи на минималец. Исто така, ќе слушнете и разни навреди, дека сте биле само гласачка машинерија на власта, дека во строј сте оделе да гласате, само затоа што не се согласувате со Заев. Тие навреди се само израз на слабост и ништо повеќе. Немојте да ве погодуваат. Луѓето се слаби, нема што да кажат, фрустрирани се и затоа навредуваат. Погледнете колку мене ме навредуваат, па вас ве навредуваат, сите ги навредуваат и затоа губат. Губат 9 пати на избори, ќе губат сега и 10 пат и нека си продолжат да навредуваат. Вие добро знаете, најдобро знаете кој може да ви помогне и да направи повеќе за вас. Ќе се обратам и до невработените. Во периодот ќе се изнаслушате за тоа дека ќе бидете вработени, тие ветувања дека ќе отвараат нови работни места, тие доаѓаат од оние кои исполажаат дека ќе вработат по еден од секое семејство. Истите луѓе, истата Радмила Шекеринска, истата таа екипа, зборуваше дека ќе вработат по еден од секое семејство, само за да го добијат гласот на сите невработени. Видовме како вработија. Испопркаа од многу семејства, наместо да вработат по еден од семејство. Но и од оние, доаѓаат и од оние кои не донесоа ниту една инвестиција. Зоран Заев, во неговата општина, каде е на власт 11,5 години, тој е властодржец, тој е човек на власт, 11,5 години. Тој не е вчерашен во политиката, па да не знаеме како ќе работи. 11,5 години е на власт во општина Струмица. Ниту една компанија нема донесено, ниту едно работно место нема отворено во стилот на оние компании кои ние ги носиме, кои отвораат по 1000, по 1500, по 2000, по 2500 нови работни места, како што таму кај него сега ја однесовме не заради него, туку заради нашиот народ, заради граѓаните во општина Струмица го однесовме Johnson Controls, кој ќе отвори 1500 нови вработувања. Ние, за разлика од нив, покажавме дека можеме да се справуваме со невработеноста. Тоа го знаат над 160.000 луѓе кои се вработија и продолжуваме и понатаму со отворање на најмалку нови 70.000 работни места во наредните 4 години. Ние не кажуваме само што ќе направиме, туку објаснуваме на народот и како ќе го направиме тоа. Ги објаснуваме проектите еден по еден. Во програмата за секој проект има објаснување. На митинзите објаснуваме дел по дел сите проекти. Не можеме сите на еден митинг, но 2-3 на еден, 2-3 на друг, 2-3 на трет, за полека сите да ги објасниме. Прашањето кое секој треба да си го постави, секој невработен, секој еден кој чека нешто да му се реши, некој проблем. Прашањето кое секој гласаш во Македонија, секој граѓанин, треба да си го постави пред својот избор, овие денови, пред да го заокружи неговиот избор, е со кого ќе ви биде на вас лично, на тебе лично подобро? Кој ќе сработи повеќе? Кој има историја досега на повеќе сработено? ВМРО или СДСМ? Јас како председател на влада или Зоран Заев како кандидат? Кој поише создал? Кој повеќе оствари уветувања? Кој повеќе држи до дадениот збор, до она што го ветува пред вас пред изборите? А кој повеќе ги заборава ветувањата како да не биле? Кој повеќе и полесно може да се справи со економските предизвици? Па видовте вие со какви економски предизвици се справивме со светската економска криза, со европската должничка криза, па дури и со политичката криза во Македонија. Кој има подобар кадар, подобра програма, ВМРО или СДСМ? Размислите пред да гласате.
Кој ќе отвори голем број на нови работни места, според тоа што е направено досега во минатото, и ќе овозможи повисоки плати, повисоки пензии, кој ќе овозможи повисоки социјални подршки за луѓето кои имаат потреба на тоа. И конечно, на кого повеќе можете да му верувате на база на она што досега го кажувал и го остварувал. Кој ќе биде достоинствен пред уцени и со кого нема да се срабите кога еден ден ќе погледнете назад. Кој ќе ги штити подобро државните и националните интереси на граѓаните на Република Македонија и на државата Република Македонија. Во суштина, драги пријатели, ова е многу едноставен избор. И покрај сите сложени околности и целата магла која ни ја создаваат, и сите заблуди и манипулации кои ги прават, ова е избор за тебе. Ова е избор за Македонија. Вие сте столбот на нашата држава, кој остана цврст и покрај сите предизвици во изминатиот период. Сетете се само ни што се поминовме. Време е за одговорот. Време е за заедничкиот одговор. Заедничкиот одговор на 11 декември. За број 1 во единицата, во двојката, во тројката, во четворката, во петката, во шестката. За број 1 тука за Никола Поповски, за ВМРО ДПМН, за Коалицијата за подобра Македонија, за Република Македонија, за суверена, независна, унитарна, црста, заедничка, мултиетничка и европска Македонија.